1,2 милиони пасоши досега издаде МВР на граѓаните и тоа е бројка која треба да се пофали бидејќи вработените работат деноноќно, изјави премиерот Димитар Ковачевски, возвраќајќи индиректно на критиките упатени од Христијан Мицковски вчера. Вработените во Министерството за внатрешни работи веќе имаат издадено 1.200.000 пасоши во државата. Што значи дека тие навистина работат со големо темпо. Со оглед на се уште присутниот голем притисок за издавање на пасоши со новото уставно име, Ковачевски најави разгледување можности за пролонгирање на рокот. Јас знам дека сите сакаат повеќе да критикуваат, меѓутоа треба да се каже и фала на тие вработени кои што работат деноноќно и на сликањето на граѓаните, и на изработката на документите, и на издавањето на документите. Така да не е мала бројка, 1,2 милиони пасоши да бидат направени и издадени на граѓаните. Верувам дека ќе продолжат со такво темпо, а ние ќе ги испитаме сите можности, се со цел да, доколку биде потребно, се направи пролонгирање во делот на пасошите, бидејќи пасошите, повторувам, служат за граѓаните да можат да патуваат надвор од земјата. Не станува збор за личните карти кои што се за внатрешна употреба и тие секако ќе важат. Предходно вчера опозицијскиот лидер Христијан Мицковски обвини дека МВР нема капацитет во определениот рок да бидат издадени новите документи, пресметувајќи дека за тоа се потребни цели 6 години. МВР не располага со доволен капацитет да може во така брз рок да бидат отприлика 2,5-2,7 милиони македонски пасоши кои што се издадени да бидат променети. Согласно обврските кои што се превземени, а се дел од законско решение донесено во 2021 година. Затоа што таму имате два апарата кои што работат од 7 до 10 часа на ден. Секој од нив има капацитет од 120 пасоши на час, или пак ако тоа го сведеме во континуирана работа, без прекин, вие можете годишно максимум до половина милион патни исправи да промените. Во идеални услови. Под услов овие апарати да работат без дефект. Што значи дека се потребни најмалку 6 години за да дојде со ова темпо, со оваа динамика, за да дојде до промена на сите. Според Мицковски, освен реалните за сегашниот притисок со новите документи, во прашање се и субјективни причини за кои го обвини актуелниот министер Оливер Спасовски.